вашата иднина. Затоа изберете Средно стручно училиште, Економско училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп. Изберете економски техничар, дуално образование со стипендија од 3.500 денари, учење преку работа, полесно вработување, подобар личен и професионален развој. Правен техничар, бизнис администратор или продавач референт за продажба на услуги, асистент деловен администратор или пак новиот профил техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Средно општинско економско правно трговско училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп. Ваш избор, ваша иднина. Уписите се на 14 и 15 јуни, 21 и 22 јуни и 28 јуни. Пријавувањето е во електронска форма. Почитувани, добар ден. Ние започнуваме со разговорите кои што се денеска планирани. Од 5 средни училишта со голем избор на струки, профили и сектори. Денеска ќе проговориме и ќе се обидиме да дадеме одговор на прашањето зошто 9 одделенците би го одбрале Средното општинско економско правно трговско училиште Кузман Јосифовски Питу во Прилеп. Пошто е препознатливо во училиште, кои се предностите пред останатите средношколски центри, кои се новините за уписите и за престојната учебна година. Одлучивме разговорот за представување на можностите на економското училиште, препознатливо како економско училиште во Прилеп, да го реализираме со професорот Цветанка Димовска, професор по економски предмети, и учениците Мартин Димовски и Марија Димитриевска. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Јас верувам дека ќе најдеме одговор на ова прашање. Зошто токму во економското училиште учениците да изберат некој од тие профили кои што се како можност дадени од училиштето, навистина атрактивни и навистина интересни за сите 9 одделенци кои што од регионов би сакале да продолжат со своето образование во овој средношколски центар. Учи паметно, работи стручно е паролата која што ја отсликуваат престојните уписи. Средното општинско економско правно трговско училиште нуди повеќе профили, што значи широка лепеза на можности за 9 одделенците кои што имаат желба за едукативна надградба во рамките на трите генерални профили економски, правен и трговски. Кои се тие постручни профили кои што се отсликуваат во економското училиште? Економското училиште нуди профили во 4 годишно образование и во 3 годишно образование. Во 4 годишно образование имаме економски техничар, значи класична паралелка, економски техничар, дуална паралелка, бизнис администратор, правен техничар и нашиот нов профил, кој се воведува од оваа година, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Сметам дека би бил атрактивен. Зошто токму се воведе овој нов профил од оваа година? Тоа беше побарање ваше, бидејќи предпоставувам ценејќи ги технолошките процеси, новите технолошки процеси кои што се применуваат во електронската трговија, па потребни се такви асистенти и техничари. Сигурно се потребни, светот оди напред. Од овој профил би произлегле кадри како, например, менаџер за социјални медиуми, социјални мрежи, специјалисти за веб дизајн, за електронски продавници, видеопродукција, што сметам дека се доста атрактивни за младите луѓе кои се вклучени активно во тие социјални мрежи. Но економското училиште Кузман Јосифовски Питу со години наназад, како и сите останати средни училишта, има реформи кои што се спроведуваат, профилите се прилагодуваат. Кажете ми во однос на наставната програма, што е оно што економското училиште го нуди за учениците кои што и сега учат во училиштето, но и оние новите кои што ќе се запишуваат? Оваа година сите профили во сите наставни години од прва до четврта учат по модуларно образование, значи тоа е нов тренд, образование кој ги следи европските трендови, нови модуларни програми во кои е воведена
повеќе практична настава во реални компании. Училиштето исто има склучено меморандуми за соработка со реални компании каде учениците одат на практична настава, значи еден ден се на пракса во компанија, не се на училиште. Мислам дека тоа би било голема предност за учениците да ги стекнат не само знаењата, туку и вештините и способностите кои им се потребни за да излезат подготвени на пазарот на трудот. Во однос на наставната програма и во однос на воннаставните програми и надпревари, ќе проговориме со Мартин и со Марија. Би ве запрашала најпрво, зошто вие, бидејќи сте трета година учите во економското училиште, зошто токму го одбравте економското училиште, што е она што ве привлече? Најпрво, за да им кажеме на оние што сега ќе се запишуваат, дека е важно да се знае која желба се има. Имавте ли посебна желба да бидете во еден од тие профили кои што економското ги нуди и дали тие очекувања ваши беа исполнети во текот на 3-годишното образование досега? Па, во досегашното моје искуство, јас сум премногу задоволен од наставниот сектор, пред се, оти лекцијата, ако не е добро предадена, тогаш ништо не е во ред, значи професорот е најбитен. И исто така јас одлучив да се запишам во економско и секогаш ми беше желба да станам успешен предприемач, и ако не економско, каде друго. Сигурно. И досега стекнувам знаења што многу би ми користеле, исто и во училиште и надвор од училиштето, како што се масово надпреварите, Еразмус, и воглавно е тоа за мене. За другото може Марија да продолжи. Јас можам да кажам дека како желба од секогаш ми било да сум некој сметководител или маркетинг менаџер, во зависност на каде ќе ме натера патот на животот. До сега во овие години каде што сум во економско сум стекнала многу знаење. Пред се знаењето кое што ни го пренесуваат професорите е супер одлично, бидејќи си ја знаат својата работа, се разбира. Како што кажа Мартин, ако не е добро предадена лекцијата, ништо не правиме, џабе понатаму. Да, значи мислам дека економска е нешто најдобро кој би можело да го изберат сите ученици. Како училиште е топ, немам зборови, наистина. Марија, можеш ли да ни кажеш нешто повеќе околу Erasmus Plus програмата, каде што навистина училиштето е препознатливо за разлика од сите останати во Прилеп? Предпоставувам дека си била дел од тие наставни програми и размена на ученици, посета на одредени земји. Ајде да видиме каде се си била во низ Европа. Па вака, бидејќи со Erasmus Plus ние сме многу активни, значи имаме многу чести проекти, скоро на секој месец или до месец и пол имаме нов проект, нова мобилност која што се спроведува и досега сум била на повеќе проекти јас, како например сум зазела место во Литванија, во Турција, во Грција сега скоро и на уште неколку места сега да не набројувам, многу се, значи имаме Португалија, Шпанија каде што имаме заземано места, Италија, Германија, Хрватска дури и уште многу други земји. Австрија, Турција, Да. Латвија, Литванија, цела Европа. Не се добрува на Цела Европа нашите ученици е биде. Да. И таму се покажаа таму. Да. Многу се стекнуваме таму со разни вештини, со нови пријателства кои траат и ден денес. Значи сме добри другари. Градиме дури предприемачки духови, значи добиваме поголема креативност, се здобиваме со голема иновативност, да ги развиваме нашите идеи, да дојдеме до успешни предприемачи да бидеме. Значи сето тоа еден ден да го применеме во нашата практика, да речем, и во работа. Освен едукативниот систем во Erasmus Plus проектите, битна е и дружбата. Значи не треба да се залажуваме ако одиме Германија, може и да одиме Кипар, а да си поминеме многу поборади што групата ни е погодена. Тоа е дружбата е најбитна во се. Јасно. Но со таа дружба и се учи. Да. Дали нешто ви останало како сеќавање кое што мислите дека и кај нас треба да се примени и во однос на училиштето кое што вие го посетувате, но и во однос на системот кој што функционира во нашата држава? Дали има нешто специјално кое што ви останало во сеќавање и би сакале веќе денес да го примените? Тоа Или многу работите? многу се не може ни да се дојде до крај, дури да се почне нема да се заврши, многу ги има. Затоа што сепак секаде е различно, секаде се учи нешто ново, културата пред се, традицијата, секаде има начинот на живење, секаде е различен и од секаде се по нешто ако се искомбинира се доаѓа до тој совршен свет, да речеме. Така да И затоа и програмата сигурно. да.
Мартин, во однос на учествување на различни надпревари и во однос на тие воннаставни активности, ти си еден од повеќето ученици кои што се истакнал. Какви се тие надпревари на кои што учествуваш? Тие надпревари се најпрво да го спомнам масов надпреварот на кој нашето училиште секоја година редовно учествува и се враќа со медал и многу бројни награди. Какви се тие надпревари, Масо? Има многу различни категории во тој надпревар. Имаме интервју на англиски јазик, интервју на македонски, спортски надпревари, имаме друго? Презентација на маркетинг план, каде што секогаш освоиме прво место. И воглавно е тото, но исто има и најдобар постер, видео реклама. Воглавно е тоа. Ти лично имаш некоја награда донесена од училиштето? Мислам дека имам, ама не ова година. Интервју на англиски јазик. Браво, одлично. Би сакала, професорке, да проговориме во однос на наставните програми. Учениците кажаа дека навистина е многу важно како професорот се однесува и како ја прилагодува наставната програма која што треба да се презентира кон учениците, во однос на наставата во училиштето, но и за практичната настава, која што е многу битна, бидејќи не е настава, туку е практична работа. Што е она што од вашето искуство како професор, бидејќи рековме дека изминативе години има реформи кои што секој училиште мора да се прилагоди, дали овие реформи донесуваат новини кои што позитивно се прифатени од учениците или пак е само дополнително нешто кое што му прави проблем во наставата на учениците? Реформи се позитивно прифатени од учениците, затоа што не е само да се стекни знаење теоретско во училница. Децата сакаат да видат практично, да сработат нешто, значи сите имаат желба во реалноста да ги применат своите знаења и вештини кои што ги стекнуваат во училиштето. Дури и теоретските предмети со новите модуларни наставни програми вклучуваат и вежби, значи иако се во училница не е само предавање теоретско, туку има и вежби кои понатаму ги применуваат во реалните компании на со практична работа. Во однос на соработката со компаниите, со кои компании училиштето соработува, да наброиме барем неколку, и дали има интерес од страна нивна за да можат да се вклучат и на некој начин да ви бидат и партнери, а секако и да можат да ги прилагодат учениците за веднаш да се вклучат на позициите кои што би работеле во иднина. Еве, например, економската дуална паралелка, има училиштето подпишано меморандуми со Пелагониска ревизорска куќа, Офис Плюс, Мудрост, а за 3-годишните профили соработуваме и со други компании. Се уште е почеток, се надевам дека во следните години и други компании ќе бидат заинтересирани и за нив е тоа позитивно, како што е за учениците позитивно и му овозможува побрз пристап до работата или до работодавците, контакт со нив, така и на работодавците еден ден ќе им требаат работници. Јасно, сигурно. Кои што биле на пракса таму и веќе си ја зна работата. Мартин и Марија рекоа дека ги интересира економското училиште заради тоа што тие се чувствуваат како идни предприемачи. Да, точно така. Но јас ќе ве запрашам, дали средното училиште кога ќе го завршите, а тоа веќе в година сте матуранти, би значило дека веднаш ќе се вклучите на пазарот на трудот или пак мислите дека имате, со тоа би значило дека имате доволно подлога за да можете сами да оформите своји фирми и компании или пак продолжувате со своето образование и каде? Гледано според тоа што ги имаме пред нас, можеме одма да оствариме наша компанија, оти нашата диплома од економското училиште е валидна низ цела Европа, валидна со буквално во секоја смисла, не е дека не важи, не е лага, и можеме уште во тој момент кога ќе завршиме матура да почнеме со правење на планови за наша собствена компанија и фирма. Браво. Во која област би била таа, Мартин, според тебе? Некои посебни предиспозиции да имаш или тоа би било тие услуги кои што се сега атрактивни маркетиншки? Може и услуги за може да се отвори операторска компанија која ќе биде само преку работи, да се оди преку телефон, преку компјутер, така ќе биде и полесно, и поубаво, и поисплатливо.
Марија, дали овие искуства кои што сега ги спомна Мартин, ги имавте прилика да ги запознаете и да научите нешто повеќе низ Еразмус плюс програмата, како сето тоа функционира во земите каде што бевте и каде што имавте прилика да научите нешто повеќе? Па да, поголемиот дел се фатени секаде истото, но некаде учиме и повеќе, например како праксата таму се спроведува, како е, да речам, како ги врват часовите, дел, барем тие што ни се од нашиот сектор на учење. Од прилика тука некаде сме, но кај нас сме многу понапред. Многу повеќе учиме, многу повеќе се стекнуваме со знаење, значи повеќе теорија и повеќе пракса имаме отколку кај нив. Барем докаде што бев јас, докаде што сум видела, кај нас многу повеќе се учи отколку кај нив. Поограничени се и понасочени, да речам, ама да, стрикно само за една. А кај нас имаме поголеми гледишта, отворени се по линијата. Да, да. И до тебе прашање, дали веднаш би започнала како предприемач или би одела да се доусовршиш со универзитетско образование? Со знаењето кое што го имам стекнато во средно образование, да речам, би можеле. Значи, толку е доволно добро што би можеле одма веднаш после завршувањето на самото средно училиште, но јас сепак би продолжила на универзитетско. Браво. Да. Браво. Да се надоградувам. Изборот би бил тука во Прилеп, бидејќи економски факултет? Да. Не треба да се отфрла дека може и да се оди на факултет и да се биде предприемач. Да, и тоа е можно. Предпоставувам ова е нешто што го научивте. Да. Браво, честитки. Јас би се задржала, професорке, на дуалната паралелка, која што е новина. Што би значила таа од оваа година и што е она што го нуди како ново за деветоделенците кои што ќе дојдат годинава да се запишат кај вас? Ако зборуваме за профилот економски техничар, дуалната паралелка започна од минатата година и предноста на дуалните паралелки е тоа што учениците добиваат стипендија, значи 3500 денари месечно во текот на сите 9 месеци на нивното школување. Кога сме кај дуалното образование, не е само економската дуална паралелка, туку и цело 3-годишно образование е во тој дуален систем. Значи и асистентот деловен администратор и продавачот референт за продажни услуги и тие се дуални паралелки со стипендии. Дуалната паралелка освен стипендијата, значи нуди повеќе време практична работа кај работодавците. Рековме зголемена можност за вработување, затоа што остваруваат контакти со работодавците. И тоа е прилика, јас би сакала да се задржиме на практичниот дел. Како еве да речеме во одредена компанија, тоа ќе кажат и учениците и Мартин и Марија, како се одвива таа практична настава и дополнение, бидејќи имавме и проблем со пандемијата, сигурно имаше и прилагодени услови на практична настава и работа, како се одвиваше тоа и како се одвиваше оваа година, една споредба да направиме. За време на пандемијата сигурно беше ограничена, секако, значи во интерес на здравието на сите. Меѓутоа, оваа година учениците активно одеа во реални компании. Сега не се вика предметот практична настава, се вика учење преку работа кај работодавач и буквално е така. Рековме еден ден цел тие се на работа кај работодавачот. Можат и учениците да ги кажат еве своите искуства, нека кажат во која компанија биле. Значи се распоредуваат по неколку ученици во различни фирми, во различни компании. Тие ги упатуваат кое работно место ќе биде, што би работеле. Да. Водат дневник. Во компаниите научивме многу паметни работи. Например, јас сум во компанијата, одам на пракса во компанијата Електроточила, која е лоцирана во Точила, само ти ме кажува. И таму се стекнав со многу добри знаења. И исто така можам да кажам дека дури беше сериозна работата со COVID-19, беа испочитувани сите рестрикции за болест. Но и пак успеавме да научиме многу работи за предприемништво. Пример, научив многу работи каде што има документација, а тоа и нас ни треба. Да, се сретнуваат со реалните документи веќе таму. Како да ги водиме сето тоа, целата евиденција и на каков начин се изведуваше таа работа? Одевте, си предпоставувам, од наутро до додека е работното време, ви дава одредени задачи работодавците? Да. Работиме исто како тие што работат, да се чувствуваме како да сме ние тие. И така најлесно се учи. Тоа е во суштина праксата. Да се ставиме на место на вистинскиот
работодавач. Одлично. Марија, каде одеше ти? Јас па одев во поштата овде и таму се стекнав со знаење, бев во економскиот дел, значи горе во администрацијата. Во канцелариите. Да, во канцелариите. И гледав како тоа сето поминува, фактурите, сите тие документации, да речам, книжења, многу знаење стекнати. И навистина, како што кажа Мартин, тоа е најбитно, бидејќи треба да се стекнеме со тоа знаење, значи да видиме како тие работат, за да ние можеме еден ден да застанеме тука и тоа да го водиме. Така да... И се уверивте дека не е страшно? Не, Не, Дека можете. Дека може. се може. Одлично. Исто така има интересни профили. Јас би се задржала на техничар за e-трговија и дигитален маркетинг. Што значи ова? Рековме на почетокот од разговорот, бидејќи технологијата навистина оди напред, а младите ги интересираат социјалните медиуми, но и компаниите се прилагодуваат, особено после пандемијата и за време на пандемијата на новите услуги. електронски Да. продавници, да. Што нуди овој профил и што е разликата меѓу останатите? Новиот профил, техничар за e-трговија и дигитален маркетинг, им нуди на учениците да бидат во иднина, значи идните специјалисти, да ги наречам, за социјални мрежи, за електронски продавници, да се оспособат да изработат веб страни, значи да бидат веб дизајнери, маркетинг агенти, се разбира електронски маркетинг агенти, да ги водат тие електронски продавници, со видеопродукција да се занимаваат, значи да изработуваат видео реклами, рековме веб дизајни, менаџери за социјални медиуми, да бидат за социјални мрежи, се што е поврзано со економијата, да речем, во тие социјални мрежи, значи не да си играме игри, туку да работиме и да заработуваме пари од тие социјални мрежи кои што постојат. Исто така и усовршување на софтвер. Тоа е голема надоградба, бидејќи овој Тоа е различното затоа што е поврзано со електрониката. Значи цело време е поврзано со компјутерите, со мрежите, за разлика од другите профили кои што велиме работат в канцеларија, ама не мора да значи дека ќе работат тие само в канцеларија, значи може ќе бидат менаџери, можат да бидат од економските техничари. Во економскиот техничар се вклучени предмети од осигурување, значи осигурителни агенти можат да бидат. Вклучени се предмети од царина. Во царина може да работат. Исто така, дури бевме на Еразмус проект со Марија, бевме заедно. Скоро се вративме и имаме шанса да аплицираме во компанија за осигурување. Да. Во странство. Во Грција? Да, во Грција. Да. Компанијата нуди доволно средства да може да се спија, да се јаде и да се ужива. И да се работи. Треба да работиш таму. Да стекнеме практиката која што таа би не понудила. Во однос на соработката рековте дека останавте пријатели со голем дел од размената и дружбата која што имавте. Дали некогаш, може би сте имали идеја некоја да оформите некоја заедничка компанија со учениците од другите земји? Зошто да не? Лично јас би соработувал со сите мои колеги, да ги наречам. Да. Од сите беа дружелюбиви, паметни и тие беа заинтересирани за работата, за да научат повеќе, така да ја лично би. И јас исто се согласувам. Веќе секој од поединечно има посебен потенцијал и стварно се многу паметни деца. Настрана тоа што е дружбата и смејата, навистина. Се знае ли колкава група се оформува при Erasmus Plus програмата или учествуваат сите ученици од училиштето? Водиме сметка да бидат вклучени што е можно повеќе ученици, значи да се стекнат со такви искуства. И не само во Еразмус, еве да ги спомнам сега и училишните компании, значи во склоп на практичната настава во старите профили имавме училишни виртуелни компании во кои што учениците работеа
мислам беа виртуелни вработени и сета работа што треба во една компанија да се направи, тие ја правеа на часовите. На крајот од годината организираме саем на училишни компании, значи си го подготвуваат штандот, каталози, флаери, се изготвуваат документација што треба, си тргуваат меѓусебно виртуелно. Значи и тоа е еден вид на стекнување на искуство во допир со реалноста, не само теоретски. Кај училишките компании исто така членуваме во иновативни кампови, каде таму го наградуваме нашиот предприемачки дух. И оваа година, мислам, лани и оваа година, сме прогласени за најпредприемничко училиште во Македонија. Браво, навистина, честитки. Во однос на представувањето на сите профили, ние бевме присутни на, еве да го наречам, саемот, кога и учениците презентираа кои профили ги има на располагање училиштето. Имаше навистина голем интерес од 9 одделенците. Би ве запрашала прво вас, професорке, во однос на заинтересираноста. За кои профили најмногу 9 одделенците се интересираат, а учениците ќе ги запрашам дали досега имало пројавено интерес, па ве запрашале како јас сега што ве прашувам. Што може да се постигне со тој профил ученици кои што сега треба да се запишуваат? Моето мислење е дека економските паралелки, како економскиот техничар, да речем, како економска струка, има поширока палета на професии кои би произлегле од тој профил. Имаше доста заинтересирано минатата година. За правниот техничар исто сакаат да бидат адвокати, суди, нотари, правници во било која компанија. И бизнис администраторот малку помала заинтересираност имаше. Другите се реков економски техничари, правни техничар и остануваат 3-годишните паралелки. Исто имаше заинтересираност и за 3-годишните паралелки, кои рековме дека се дуални. Исто имаат стипендија, дури и со помал успех таму се добива стипендија. Секоја година, значи, земаат стипендија и тие се понасочени на практична настава. Значи, имаат многу повеќе часови практична настава. Во однос на часовите, на бројот на часови, како може да се направи споредба колку е теоријата во училиште, а колку е практичната работа надвор? Како одат годините, значи почнувајќи од 1 до 4 година, се повеќе се зголемува таа практична настава, значи кога би дошле во 4 би имале најмногу практична настава, може би 2 дена. Од 3 годишните веќе му иди 3 дена да имаат практична настава, значи да бидат во компанија на пракса. Значи тоа се зголемува постепено со наставните планови. Во прва е помалку, во втора е повеќе, во трета е уште повеќе, во четврта е најмногу за 4 годишните паралелки. Имало досега ли заинтересираност од страна на компаниите за учениците кои што доаѓаат, оболуваат пракса, веднаш да ги вработат, бидејќи еве се покажале како добри? Ако се докажат учениците, сигурно дека ќе има заинтересираност. Сигурно дека ќе има заинтересираност и некои веќе и останале да работат кога завршиле со образование. До учениците прашање, реков, ние бевме таму присутни за време на сајмот, верувам дека и вие бевте. Имаше 9 одделенци, речиси од сите основни училишта од градов и некои од регионов. Има ли некои заинтересирани кои што ве запрашале, да кажете од искуство, се интересираат најмногу за што? Еве, 9 одделенците. Па, лично можам да кажам дека најмногу се имаат заинтересирано за економските смерови и за правниот. Најмногу таму и прашуваат што се изучува, како се спроведува наставата, што би можеле да работат со тоа за да знаат што понатаму да прават. Прашуваат за училиштето, за професорите, како се сето тоа да стекнат се некое истражување, да добијат информации за дали би биле дали би било дали би било доволно добро тоа училиште за тие да одат таму и се разбира подобро од економско нема, значи. Сега и новиот профил ќе биде актуелен. Да, посебно и тој. Само што ви кажував, ја добив многу прашања од лични другари, другарки од секого буквално за новиот профил. Иако мене не ми е усовршено, не сум јас професор или директор, ја не го воведам. Добро, сега и нас ние прв пат. Да. Но го представам како позитивен, ти се гледа дека е за унапредување на нашата работа и едукација. Одлично. Пред крајот на разговоров, јас би запрашала и за текот на уписите, бидејќи годинава има и една новина, а тоа е електронско пријавување.
веќе на 14 и 15 се првите уписи, првиот уписен рок. На каков начин тоа ќе се изведува и што вие како училиште ќе им нудите на родителите и на учениците кои што ќе дојдат во училиштето и ќе побараат дополнителни информации, па дури и помош за да се запишат нивните деца таму. 9 одделенците и родителите можат да бидат слободни затоа што професионалноста на нашиот наставен кадар и целокупната техничка опременост на училиштето ќе им биде ставена на располагање, значи слободно нека дојдат. Ние ќе ја сработиме работата, само треба да сакаат да се запишат кај нас. Да. А тоа подразбира дека Значи има ќе им документите? помогнеме, ние ќе ги внесеме документите, оценките, значи скенери, печатачи, се што им е потребно, ќе им биде ставено на располагање, секако и наша помош. Дали учениците ќе помагаат? Ако сакаат, слободно, Разбира се, слободно. Сега сме тука за волонтирање. Да. Секој од вас посебно, најпрво ќе ја дадеме предност на професорката, на крајот кои се препораките ваши за оние кои што се уште се двоумат кое училиште да го одберат од 9 одделенците? Јас мислам дека треба навистина да почнат младите да размислуваат, да бираат стручно, да се оспособат уште во средно образование, значи на една насока, за да можат полесно после да си го најдат патот. Рековме, нашите програми се ги следат европските трендови, со европска диплома по европски дизајн се работени, еве цело време кажуваме, значи со практична настава повеќе, со работа во компаниите, контакти со компаниите, полесно вработување во иднина. Па би ги повикала да бидат идните менаџери, сметководители, суди, банкари, бизнисмени, предприемачи, да изберат паметно и да учат стручно. Да. Марија? Па јас искрено би му посакала пред се дека ова училиште му нуди голема можност. Значи, се понатаму му се отворени сите полиња кон светот, бидејќи нашето училиште е признато како меѓународно, значи нашата диплома, плюс им нуди голема, да речам, големо искуство со овие Еразмус проекти, мобилности кои се спроведуваат, така да би требало да се запишат стручно пред се. Тоа е моја препорака, сега нивно е да се одлучат, но сепак економско Кузман Јосифовски Питу е најдобриот избор. Јас би го препорачал моето училиште не само ради ова, се разбира и ради едукативниот кадар. Имаме многу добра синергија меѓу учениците, многу добра дружба, училниците ни се многу добро средени, имаме смарт табли, се ни е овозможено за подобро да научиме. Некои од другите училишта тоа го немаат. Да. Уште имаат столчина пред 50 години. Ова е факт, не е навреда. Браво, Мартин. Во секој случај, јас би рекла и ги повикала оние сите кои што се уште размислуваат, можат да се запознаат подобро со профилите на вашиот Facebook фан профил кој што го имаат, интернет страна кој што има училиштето. Слободно исто така, колку што знам професорке, можат да дојдат и во училиштето, да се информираат и да знаат кој профил би го одбрале, за да можат и понатаму во иднината да не кои се лутаат. нивните способности, вештини, желби, па сигурно би ги насочиле каде би им одговарат. Ви благодарам за учеството во нашата програма Радио што се гледа. Ние повторно ќе се видиме, уште еднаш ќе ги подсетиме сите оние кои што ја следат нашата програма и сите оние кои што имаат на некој начин двојба, каде би заминале во однос на стручното оспособување, бидејќи денеска е навистина тоа важно, а вие двајцата најдобро се уверивте заради размената со учениците и дружбите кои што ги имавте со учениците од Европа. Благодарам. Благодараме на вас. Избор за идна професија е вашата иднина. Затоа изберете Средно стручно училиште, Економско училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп. Изберете економски техничар, дуално образование со стипендија од 3.500 денари, учење преку работа, полесно вработување, подобар личен и професионален развој, правен техничар, бизнис администратор или продавач референт за продажба на услуги, асистент деловен администратор или пак новиот профил техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Средно општинско економско правно трговско училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп.
Ваш избор, ваша иднина. Уписите се на 14 и 15 јуни, 21 и 22 јуни и 28 јуни. Пријавувањето е во електронска форма. Македонско радио. Радио Пеле.